Добар ден на директорот на јавно комунално предпријатие Илија Рунтески и Јасмина Коколарска во работа на прочитителна станица. Значи, општина Берово во моментот нема дозвола за користење на вода за пиење, значи само техничка вода, пошто јавноста треба да биде запознаена, решивме на таа седница сите 15 советници да ве повикаме, да дадеме образложение до каде сме со ситуацијата, што се презема и дали во наредниот период ќе биде решен проблемот. Ви благодарам, повелете. Добар ден и од мене на сите. Значи, знаеме, сите сме запознаени дека по резултатите од јавно здравје на 11 ноември, што ги добивме по редовен пат, имаме резултати што пишува дека водата не е исправна за пиење и треба да се забрани за користење за јадење и за пиење. Беше повикана инспекторката од АХВ, при што направи записник од резултатите и ја ставивме водата забранена, објавивме дека водата е забранена по правилникот на АХВ е забранена за јадење и пиење. И беа ни укажани некои работи кои треба да ги преземеме дополнително во нашиот процес. При тоа беа известени сите и до нас, што требаше беа преземени сите работи, беа земени од повеќе места проби за испитување на дополнително испитување од наша страна интерно, при што беше утврдено дека на места земени од Беровско езеро, како што е станицата од Беровско езеро, притоките што се вливаат во браната река Заманечка река и Клебалска река, исто така од пумпата на Аурора беше земено, од каде исто така зима сирова вода од Беровско езеро, од пукнатина на Дзид беше земено на Беровско езеро, исто така. Во сите тие резултати наши интерни имаше, со бројки нема да, бидејќи со децимали мисля оти ќе направиме забуна, во сите тие анализи беше констатирано дека имаме минимални количини или дозволени, мога да рече слободно, дозволени по правилникот на АХВ. Додека само резултатот од пробата земена од цевководот на што не снабдува станицата со сирова вода, имаше зголемување на присуството на манган. И тоа во голема разлика, поголема многу концентрација од дозволената. При тогаш инициирав состанок со Советот за превенција на општина Берово. Имаме во петок Совет за превенција на општина Берово, беше председател на Советот, граначалник, сите што са изверени во това тело. Ги презентиравме тие случувања и донесовме заклучок како да постапиме понатаму во ситуацијата. Заклучокот беше, не знам дали граначалникот го е прочитал и е дал... Не, сега отворихме прашањето. Не, да. Значи, заклучокот беше да повикаме приватна лабораторија и плюс јавно здравје во исти ден да земат примерок и од Беровско езеро од филтестаницата и од наша во Берово филтестаница и од други места дека може да се земе. Второ беше барање да се поднесе до водостопанство, да се направи, што е најбитна работа, длабинско испитување на браната. Од површинска вода, средина на брана и најниско ниво на брана. И што имавме друг заклучок, да повикаме стручни света во таа област да се огледа ситуацијата. Тоа беше до нас. Наши задачи што беа дадени, ние повикавме свет, беа кај нас, значи земавме проби, како што беше донесено заклучокот, поднесовме барање до водостопанство, бидејќи тие се стопанисуваа со Беровско езеро, да ни овозможат
И на наш трошок, без разлика, на наш трошок ние да повикаме лаборатории да направат лабинско испитување. На ова барање уште немаме одговор. Барањето е поднесено на 19 ноември, сега е 22. Немаме уште одговор од водостопанство, што мислам е една од работите што треба да се направи за да се утврдат, час поскоро да се утврдат од каде потекнува концентрацијата. Мисля со оваа анализа, кога ќе се направи длабинска контрола на браната, ќе знаеме точно оти имаме некои нелогични работи, значи водата од Беровско езеро од филтерстаницата, каде да ја провериме, нема зголемена количина само имаме во станицата во Берово зголемена количина на влез во станицата. И мислам, треба това да го утврдиме, без тоа да го утврдиме не можеме да го најдеме дека е проблемот. Отприлика од мене толку, Јасминка може да даде некои по-конкретни или по-стручни работи што ги имаме преземено во дело на работата на станицата. Ви благодарам на поканата да присуствуваме на оваа седница во интерес на јавноста и да информираме јавноста за оно што се случува. Јас и сите ние разбираме загриженоста и сите сме загрижени. Од почетокот на оваа ситуација сите се најдовме затекнати и она што на оперативно ниво јас зборувам, она што сакавме да го направиме беше да се потрудиме во согласност со можностите на технолошкиот процес во кој ние работиме на филтерстаницата, да пробаме дали ќе успееме со некакви интервенции да постигнеме некаков резултат. Првично да ве запознам дека уште од самото конструирање и поставување на технолошкиот процес тој е поставен за пречистување на површинска вода од акумулација Беровско езеро, односно така поставен да отстранува органски материи и корекција на pH. Воглавном, ова е приказната со која ние се соочуваме секојдневно и преку хемиски процеси на коагулација, флокулација, седиментација, успешно и потоа филтрирање, успешно таа работа ние досега ја извршувавме. Меѓутоа, како процеси, хемиски и технолошки, не се доволни за отстранување на поголеми концентрации на манган. Овде секако треба, пред да почнат овие процеси, да се изврши оксидација на манганот, за да се доведе во состојба, да може преку таложните процеси да се отстрани. Ова е недостатокот во нашиот технолошки процес во моментот. Од тие причини, веднаш воспоставивме систем на предхлорирање, да се обидеме да направиме некаква хемиска оксидација, знаејќи дека можеби и нема да биде доволно, од тие причини воспоставивме и некој систем за аерација во таложник. Беше ентузијастички, беше со огромна желба да можеме некако на брзина да го решиме проблемот и првите неколку дена, односно првата недела до одржување на превентивниот до состанокот на превентивниот совет, сите овие работи ги пробавме со желба дека ќе успееме нешто да постигнеме, но ние тогаш јавно кажавме дека не успеавме да ги постигнавме посакуваните резултати. Понатаму продолживме со преземање на мерки кои произлегоа, како што и директорот ве запозна, да не се повторуваме, барање до водостопанство, значи најбитно е да се одреди потеклото на манганот, бидејќи потеклото на манганот во такви концентрации со кои ние нема да можеме да се справиме, всушност ќе ги даде и насоките за делување понатаму. Дали периодично ќе се намалат овие концентрации и ќе биде една состојба која можеби ќе потрае уште известно време и понатаму нема да трае, или ќе биде една континуирана состојба
за кое што сите ние здружени ќе треба да бараме средства за нови постројки, значи и стручни лица кои ќе одредат секако кои ќе бидат понатамошните интервенции во технолошкиот процес, што ќе биде поврзано нормално и со инвестиции, и со проекти, и со се што следува. Значи, длабинската анализа е многу важна во моментот. Ние ги исцрпавме сите можности со кои ние во моментот можеме и со знание до кои можеме да дојдеме. Директорот ве запозна, значи сите други мерења покажуваат дека се работи за манган во концентрација која или во граници за вода за пиење или минимално надминува, со што ние би се справили. Значи ситуацијата во моментот е таа. Ги повикавме колегите искусни и кои имаат искуство и со соочување со кризни ситуации. Во нивните градови разговаравме. Мислењето стручни се истите. Значи тоа е тоа. Тие се можностите на нас, на нашиот процес. Понатаму, еве да видиме како заедно да делуваме сите во интерес на заедницата. Благодарам на излагањето. Дали некој од советниците бара збор? Славица Повели. Јас ви благодарам што ги споделивте со нас сите информации и податоци за досегашни преземени мерки и активности. Од сето тоа ми изгледате како осамени во решавање на проблемот за водата, иако за сега и поголем број на јавни институции. Значи, ние како совет не знам како да направиме притисок за побарањето на водостопанство што побрже да биде да одговорено, односно дозволено да се земе проба со тоа што кажувате дека иако они имаат обврска да ја испитаат водата што доаѓа до вашата, еве вие се согласувате и на ваш трошок да ја направите таа анализа, значи со заклучок од совет ова сигурно ќе влезе и како совет би требало да ја подбутнеме тука работата. Не знам вие споделивте само ваши обврски што произлегле од заклучокот на Совет за превенција. Не знам дали на некој од другите институции има доделено некоја обврска и дали треба некако, дали е доволен тој Совет за превенција или некој по тело, да не го кажам уско тело, кое ќе се ги подели обврските за тоа што не смееме да кажеме дека сме немочни во недоглед да обезбедиме чиста вода за пиење. И секој да даде на некој начин свој допринос. Имаме институции кои не е само комуналното што треба тоа да го третира како проблем, оти ако стане кризна состојба се знае кој се вклучува во неа. Ако се прогласи. Благодарам. Благодарам, Славица. Дали некој друг бара збор? Виолета Повели. Благодарам, председатели. Јас би сакала да го искористам присуството на директорот и на Јасминка, заради тоа што има секакви шпекулации во јавноста, да го надминеме тоа за тоа што здравата вода за пиење во интерес на сите нас. Интересираме дали во претходните испитувања на водата, за тоа што има кружат информации, не е испитуван манган, испитуване, дали се е случило, да речеме, во последните 2-3 години да има такво некое поголемо покачување на присуство на манган во водата, па да е решено со некој процес, затоа што стварно е чудно ако параметрите са били во границите на нормалата, сега толкова енормно присуство. Вие, како што разбрав, рековте, не сте сигурни од каде потекнува, дали од самиот состав на водата во езерото, дали од цевководот кој ја презима водата до пречистителната станица. И што ако стане, значи, со последните испитувања не е намалено, дали това на вас како јавно комунално предпријатие ќе ви биде дополнително обтоварување и трошок, дали сигурно ќе треба некои дополнителни процеси за пречистување и колку временски тоа би траело, чисто за информација на граѓаните, колку би се одвивал тој процес додека повторно водата да се доведе во безбедни параметри за користење за пиење. Благодарам. За информација на сите, на 24 септември е земена вода
и однесена во Скопје во институтот. Тоа е голема анализа, се вика, секоја година се носи и се прави таа голема годишна анализа со сите можни испитувања и резултатите стигнаа исто, резултатите се добри, нема никаков проблем во водата на 24 септември, што е земен примерот. И тука е, и на мене ми е тука дилемата, што после еден месец се јавува таа голема концентрација на манган. И на сите што ги консултираме, што разговараме, е малку им е чудно и затоа мислим од се со испитување на длабинските, подетално на сите работи, да видиме точно дека излегува. Инаку, Јасминка може поточно, јас ги гледах резултатите од 16-та година, мислам ги имаше во компјутерот, па на тука, значи ако имало било каков проблем со водата, като и сашо не е напишено се забранува, и ќе има се забранува за употреба. И ние това не можеме да го скриеме. Ни да го скриеме, ни да манипулираме со тој податок. Тие податоци стигаа и до АХВ, и до општина, и до нас, и до сите институции стига. Значи, еден параметар, като сашо е покачен, да е било покачен во периодот надзаде, исто така е имало забрана за користење на водата. Ако може да дополнам, директорот. Значи, вака, од сите сознанија кои ги имаме во однос на манганот овие години, јас 20 години работам на филтер станицата како стручно лице, ние овој параметар воопшто не го познававме како проблематичен параметар. Не дека не се вршени некои мерења и не дека не се одредувани некои концентрации. Меѓутоа, во водата за пиење воопшто не бил проблематичен параметар. Така да и во изготвување на анализа на ризик, што ни произлегува како обврска од правилникот за безбедност на вода, дури документ кој јас лично го изготвував и во кој се анализираа сите податоци за сите параметри во периодот 2016-2020 година. Дури го оценивме преку, си има некој систем на оценување во таков вид на документи, како параметар кој е возможен да се појави, но не е параметар проблематичен за водата за пиење. Ние така го знаевме манганот до овој момент. Затоа и се најдовме затекнати. Инаку, да го искористам ова сега мое обраќање, само да се надополнам на претходното излагање, сакам да кажам дека може би уште еден чекор кој ни преостанува и што можеме сите заедно да го направиме, да ја повикаме и академската јавност, да дојде да направи свое согледување и на нашиот процес, и на можностите, и на состојбите. Може би било соодветно на Технолошки факултет, постои катедра за води, има некој, или да се може да се направи некој истражување кој е најсоодветната институција, но ова е нешто што може би заедно сега и ние би можеле како прв чекор за понатаму да го направиме. Не знам дали сте задоволни од одговорот? Добро, да. Добро, председатели, прво користам прилика да се благодарам на директори на тимот и пак за досегашните преземени активности за справувањето со проблема кој го засега најголем дел од населението, се исклучок на 2 населени места. Меѓутоа барам поддршка од Советот да заеднички пристапиме и да побараме поддршка од централа, од сите надлежни институции, пошто веќе на локално се тие истрпени, да помогнат во справувањето со овој проблем, бидејќи проблемот ги засега сите. И наша грижа е тоа заеднички да го направиме. Ние, верувам дека директор, пошто бев информска некоја службено извести, значи како општина побаравме да аде водостопанство испушти дел од водата, за да видиме дали има некаква промена, бидејќи цениме дека водата подолго време е во поголема количина, имаме поголем талок, тиње на нанос, значи, за да тоа испуштање предизвика некакво движење, турбуленција, знаете, за да видиме дали имаме некаква промена. Стварно, за мене неприфатливо, почитувани советници, цела недела да нема никаков одговор, нити дали ќе го направат, да кажат, нема, поред, барем знаем, никаков, тотално оглушување. Нивните, значи, причини не ги знам, предпоставам кои се,
не сакам да ги разговараме со вас, ако сакате нитки ги отвориме, тоа се некои должничко-доврителски односи кои ценам дека е сулудо да ги ставиме пред интересите на граѓаните. Значи може да се разговара, да се бара решение заеднички со вас, ама значи на тој начин таков еден индолентен однос не е коректен од никого. Водата е нели од витално значење за сите, нема потреба да коментирам. И така се очуваме години со проблем да ја доведеме до одредено ниво. Имаше силна заложба од јавното комунално предпријатие, се реконструира филтерстаници и сега направи повторно имаме проблеми со истата. И еве како од излагањето, значи можностите на локалноста тука треба да бараме можност на повисоко ниво за поддршка и начин академска јавност, лица кои кажат што е решението на проблемот, колку тоа ќе чини за да ние заеднички преземеме или во рамките на нашиот буџет или да бараме повисоко ниво поддршка, кофинансирање заеднички тоа го решиме. Да не ги излагаме граѓаните, едното е матретирањето во моментот, и неможноста да вода, период веќе што ни престои ладен, зима, трошоците на јавното комунално предпријатие се зголемуваат, транспорт, значи ангажирани луѓе сабота, недела, постојано. Значи, и буквално тоа никому не му користи, а најмалку на граѓаните во овој момент и стандардот бидејќи се изложени да купуваат вода за пиење од малопродажба. Замолувам, бара ваша поддршка, да видиме се обратиме до сите надлежни институции, најбрзо што може, да излезат во пресед, да примат значи, наши луѓе, да разговараме за изнаоѓање на решение на проблемот и решавање истиот проблем. Јас мислам, и стварно треба да се заложиме, приоритет е моментално да се најде од дека потекнува проблемот, за да знаеме каде да го решаваме. Ако не го најдеме од дека потекнува проблемот, само може да разговараме тука и мора да го најдеме проблемот, да се испита, да се најде дека е проблемот. После треба па да најдеме решение на проблем, на истиот проблем. Ама приоритет е прво да се најде дека е проблем. Ако не го најдеме проблемот, не можеме ништо да постапиме. Благодарам, Ангел, имаш збор по Ангел. Добар ден и од мене, ви благодарам на излагањата на двајцата. Спомнавте дека не сте манганот како параметар за вас бил сосема нормален од 2016 до 2020 година. Директорот на комуналното кажа дека последниот примерок е земен во септември годинава. Што се случува со временската празнина од 2020 до 2024? Па не спомнувате за никакви извештаи во тој период. Значи, спомна господја Јасминка од 2016. Не, само да бидам појасна. Резултатите ги проверивме од 2016 до 2024 година, не е забележен ни по една анализа на јавно здравје зголемена концентрација на манган. Ниво сурова над нормалната ниво преработена вода. А на 24-ти, искам да кажа, најпоследната анализа што е направена на 24 септември, годишна анализа што се прави еднаш година. Не, затоа што спомнавте од 16 до 2020, а никој не спомна до 24-та, заради тоа Јас ставам би зборував за документот кој ни беше обврска според правилникот за безбедност на вода за пиење, да изготвиме документ за анализа на ризики и да го доставиме до АХВ. Во изготвувањето на тој документ, а тој беше обврска до 2021 да биде доставен, се анализирани сите податоци, значи од тие причини го спомнав тој период. Не постои никаква временска празнина. Во меѓувреме... Благодарам. Тоа е, да. Во интерес на јавноста, дали може јас нешто да прашам, значи знаете дека актуелен проблемот со вода за пиење. Прашањата се различни, тука политички нема никако да играме, значи се дадоа 1.200.000 за реновирање на филтерстаница, што е проблемот, зошто не се детектирал проблемот, ако имал проблемот порано, е првото прашање. И второто прашање, сега ние лаички го правиме муабетот, не е стручно, дали катодната заштита, пошто не е била во реновирање на проектот, прави проблем и дали таа, вие како стручен тим во причислителната станица, мислите дека можеби, пошто не е реновирана, катодната заштита на цевките, би направила проблем за присуство на манган во водата. Дали знаеме? Тоа е моје кој што чисто лаички од муабети од маса, од чаршија, го имам и морам да го пренесам. Благодарам. Значи, системот за водоснабдување, цевководот е во собственост на АД водостопанство
на Македонија. Ние немаме никаква надлежност во цевководот на АД Водостопанство Берово и таму се наоди катотната заштита. Значи, тие се одговорни да го одржаваат цевководот од Беровско езеро до прекидна комора во Берово. Цевковод од километар и 800 метри е во собственост на ЈПКР услуга и е од азбесно-цементни цевки. Додека железниот цевковод е во собственост на АД Водостопанство Скопје и тие се одговорни за одржување на нивниот цевковод. Благодарам, Јасминка, вие како хемичар, чисто само информација, дали може катонната заштита да предизвика зголемување на некој параметар кој е од витално значење? Јас не би можела да одговорам на ова прашање. Мислам дека сепак може би некои истражувања би требало да бидат насочени во тој правец, но во моментот не би можела да одговорам на вакво прашање. Моите информации се дека катодната заштита многу години не работи, не е од сега да не работи, туку мислат и вие бевте на состанокот кога рекоа дека не работи веќе 30 години катодната заштита. Благодарам, Марија, имаше се Благодарам и јас би сакала да ви се заблагодарам за денешното присуство еве пред јавност, да кажеме што се имате направено досега, бидејќи навистина ние како советници се движиме постојано по улиците низ нашиот град и во населените места и постојано сме и ние мета на тоа што правите со водата и што преземате. Нека еве, како што спомна и Јасминка, нека тоа произлезе и овде од Совет, да се замолиме уште еднаш до АД Водостопанство, така заклучок да направиме, еве правна подршка имаме тука, да видиме што понатаму можеме да направиме, еве како што рече Јасминка, до академската јавност, повторно да видиме. Иако спомнавте дека веќе сте имале, значи, присуство на луѓе кои што се стручни во таа област, меѓутоа да побараме уште еднаш помош со со подписи од сите настапа, се во интерес на нас, значи на сите граѓани во општина Берово кои што ја употребуваме водата за пиење, да видиме во најкраток можен рок што можеме да направиме, иако знаеме дека тоа е тешка процедура, меѓутоа некако да ги замолиме, бидејќи еве веќе 2 седмици, така веќе и 3-та седмица ќе почне, а знаеме дека, иако еве благодарност и до повторно знаеме дека тоа е ваша обврска, знаеме дека секој ден вода носите на граѓаните, значи со цистерни, ама знаеме дека луѓето се повеќе и повеќе купуваат и се повеќе се трошат за да обезбедат здрава, колку е и таа здрава вода за пиење. Не знаеме и од продавниците и во шишињата која што стои по неколку месеци можеби. Затоа уште еднаш благодарност до вас и да видиме што понатаму можеме да превземеме. Ви благодарам. Заклучок да донесеме во врска со задолжиме АД Водостопанство. Да. Нема да ги молиме, мораме да ги задолжиме. Това е приоритетен фактор водата. Това е неозбилна работа, требаше помилено. Значи да се земат Значи, АД Водостопанство стопанисува со Беровско езеро, ние не можеме сами да идеме таму и да ги вршиме тие, значи таму има стражарска служба и треба да си се по некоја правилник и процедура. Сите други работи се отворени од наша страна, да повикаме, значи има приватна лабораторија што може да испита длабинско анализа на водата, има и државна институција Хидробиолошки завод Охрид, исто така може и тие да направиме паралела да видиме, като што направиме паралела Струмица и Берово, значи резултатите са под удара, значи Струмица и јавно здравје кочени мисла. Приватна лабораторија, примерот кој што го зема од Струмица и јавно здравје, значи резултатите се под удара. Не може да е до бројка исто, ама знаете, тие се различни, користат методи на испитување, важно се во дозволените граници од Беровско езеро. И това е најсимптоматично што некој искуство од нивниот ситуација, што е било причината, како се го решиле, ако го решија проблемот таму? Јасминка беше таа. Да, ние, значи, уште првиот ден, прво што направивме, бевме во Струмица. Да си провериме состојбата и да поразговараме со колегите. Меѓутоа, кај нив е малце поразлична ситуацијата во смисла на тоа што браната им била на ниско ниво и имале ерозија на земјиште и всушност стигање до филтерницата на кал. Значи, сосема друга состојба.
А кај нас имаме исполнетост на езерото и имаме постојан доток на сирова вода со приближно ист квалитет. Значи немавме промена на квалитетот. Таа е разликата. А решението е и кај неф е кога си паднат до одреден степен концентрациите со кои може да се справате. Сега ти имаат други технолошки предности, значи од одредена концентрација да можат да се справат со манганот. Благодарам, Јасминка. Гоце Вараш збор, повели Гоце. Фала, председателе. Значи, јас после целото до вашего денеска спомнахме тука во врска со водата. Прво и основно што треба да направиме водостопанство да дозволи или да направи испитување длабинско и во текот на цевководот дека има испусни вентили, јас не го знам това, и тамо да се земе на неколку места примероци, па да се следи целиот тек на водата до тука и после тие резултати ќе се види дали треба да се оди на некое повисоко ниво или некој постојан ниво да го направи. Значи најхитно што треба да се направи според мене е тоа. Оти без това Советот на општина Берово, градоначалник и јавно комунално предпријатие за дојдуваат до водостопанство, дава возможност пристап до Беровско езеро за да можеме да земеме примероци. И до цевководо на некои испусни вентили, дека е стопанисува водостопанство. И тоа е многу битно да се направи. Јас тука би кажала околу това да кој е тоа што треба да го направи распоредо на земање на проби од почеток до крај. Значи, согласувам се като Гоце што вика. Значи има многу нелогичности во резултатите на различни места во земање на проби. Пунктовето на земање на проби, прашањето е кој одлучува дека да се земе. Дали има некој правилник за да се следи целиот тек на достиг на сирова вода до самата станица? Значи, ако да го направи како заклучок на колку пункта кашо? Па сметам дека ние не сме релевантните лица, сепак сметам дека за тоа се постојат стручни лица. Ако зборуваме конкретно за Хидробиолошки завод од Охрид, тоа е научна институција и мислам дека тие најдобро би можеле да оценат, меѓутоа треба добро да бидат насочени. Што е тоа што нам ни треба? Што е тоа што нам ни треба? Значи, доколку нарачател е водостопанство, што е тоа што ни треба? Поблизу до зафатот, а тие ќе одредат динамиката и слоевите сепак не би навлегувале во области во кои не сме доволно компетентни. Што се однесува до мене лично? Во ред, значи това ми беше прашањето да знаеме заклучок када го формираме. Кој е надлежен за да точно одреди на кои места треба да се земе. А доколку... Може ли едно лаичко прашање скроз? Скроз, ајде. Може, се може. Колку цевките, првенствено, нели од кога датираат, знаеме веќе дека се стари се, колку цевките може да бидат фактор за да има појава на манган? Цевките... Дали можат да бидат воопшто фактор? Цевките... Цевководот, да. Јас навистина не би сакала во предпоставки да се впуштам. Јас навистина сакам сето тоа да биде подкрепено научно и со анализи. Тогаш ќе можеме да зборуваме дали се цевките, дали езерото... Треба да се види да, значи да бидеме... Сега, не би сакала да зборувам со предпоставки. Нема... Благодарам. Анита, дали заклучок напише? Они во земјиштето, метал. Значи се состои во почвите, се може. Али концентрација. Рудни, тешка индустрија, какви места? Али некој друг бара збор во врска со иницијативата? Да некој друг бара збор во врска со... Значи, Анита ќе го формулира прашањето до АД водостопанство, заклучокот фактички. Ајде да се обратиме и като совет до академска јавност, тоа што викате дека имате потреба. Сметам дека имаме за да
подкрепено или образложено подобро од академска јавност, сепак е најрелевантно и во однос на наоѓање на решенија. Благодарам, Јасмина. Друг прашање дали има? Значи вака, дали заклучокот да гласи дека Советот на општина Берово бара од водостопанство да овозможи пристап согласно барањето на ЈПКР услуга Берово 19.11 да се овозможи пристап за земање на проби од различни пунктови во езерото. Или самите да направат истражување бидејќи ни за И за истото да не е запознат. Ама знаеш треба да они значи најбрз можен рок и да ни ги достават до Совето и до општината да се достават резултатите за сите да ги имаме. Во ред. Да, од наши информации на Технолошки факултет постои катедра, бидејќи ова сега некако и во државата со водите не е концентрирано, за жал, на една институција. Може би соодветно може да се разговара со нив, може би и со Хемиски институт, значи да видиме кој е најрелевантен и кој најмногу може најдобро да одговори на ова. Јас мислам работите што треба динамика да има на сетова, значи час поскоро ние до наредна седница Мислам треба да се извести Министерството за земјоделие и водостопанство, тие се под на водостопанство е под надлежност на Министерството за земјоделие. Мислам треба и до Министерството да се исти тој допис. Па животна средина не знам. Поверете градоначалник. Почитувани советници, председател, предлагам овашко рече директорот и до водостопанство, и до земјоделие, и до влада да известиме дека реално ние како совет даваме се носиме заклучок сите тие работи да ги подигнеме на повисоко ниво, за да ни гледат да ни помогнат, за да го детектираме проблемот и после заеднички да го најдеме решението. Благодарам. Дали некој друг бара збор во врска со иницијативата за водата за пиење? Бидејќи никој не бара збор, значи заклучокот Анита го формулира до водостопанство. Ви благодарам за присуството. Не право водостопанство, да, и тие што ги кажавме, хемиски и технолошки. Водостопанство, влада и Министерство. И заклучокот за стручна јавност. Стручна јавност да видиме само која да се истражиме дека да Стручна јавност, да, ама прво треба да го детектираме проблемот, па да знаеме до кој да го испратиме за... Па јуниче добијат пристап полесно. Добро. Да притиснат па на крај краја. Благодариме за присуството. Убав ден, пријатно.